Новите уписи на правачиња почнаа со старите проблеми. Директорите мака мачат како да ги пополнат испразнетите училишни клупи. Податоците за првооделенци од списокот на полицијата не одговараат со реалната слика. Се поверојатно е дека и годинава училиштата ќе формираат паралелки под минимум број на ученици. Најзагрижувачка е состојбата во Истокот, каде годишно исчезнуваат по неколку оделенија. Годинава во Штип треба да тргнат 582 првооделенчиња, но уште на самиот старт од уписите се предпоставува дека нивниот број ќе биде десеткуван. Праксата покажува дека се запишуваат малку помал број од тоа што е пријавено и забележуваме искрено од списокот што го видовме дека некои дечиња се иселени со нивните родители, така да ќе се чувствува и тоа и во приуписот на ученици во првооделение. Штип не е единствената општина од Истокот кој има проблем со осипување на учениците. Празните училишни клупи се доказ дека Истокот одамна ја има изгубено битката со наталитетот. Младите во борба за екзистенција масовно ја напуштаат државата, коментираат граѓаните. Според пописот, за 2 декади вкупното население во државата се намалило за 9,2%. Имам јас сини и внучиња, имам сите у Швајцарија. Таму учат, така ли? Таму учат. Ја и куќата продава, правиме куќа, оставија куќата. Не сака ни куќа, ни живот сака тука. Може ќе имат ученици за учење, а до кога не знам. Нема работа, нема живот. Да се кажувам, нема живот и сите бегаат. Ја имам 2 внуки, 2 во Германија ојдоа. Дека во државата во континуитет опаѓа бројот на ученици покажуваат и последните податоци на Државниот завод за статистика. На крајот на учебната 2021-2022 година, бројот на ученици во редовните основни училишта е намален за 0,6% во однос на претходната, додека бројот на средношколци за истиот период е намален за 2,5%.